Благодарам, председателе, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници. Пред нас е предлог за реконструкција на владата, на истата она влада која пред 2 години тука во оваа сала вети надеж и просперитет. Истата влада која за 2 години наместо надеж испорача разочарување, а наместо просперитет испорача стагнација. Оваа влада ќе остане запаметена како влада на статус-квота и на стагнацијата, но и влада на ароганцијата. Ветивте подобар животен стандард, испорачавте поголема сиромаштија. Ветивте земјоделска влада, добивме влада за која земјоделците не постојат. Ветивте реформи за подобра држава, не испорачавте ниту една крупна реформа. Ветивте департизација и систем базиран на заслуги, ги партизиравте сите институции, дури и независните регулаторни тела. Ветивте подобрена преговарачка рамка и забрзана европска интеграција. Испорачавте целосна блокада и безброј изговори. Ветивте демографски политики кои ги мотивираат младите да останат тука дома. Добивме нула демографски политики и еден координатор во владата. Ветивте правда и закон кој важи за сите, добивме партиска правда. Партијата пред се и над се. Почитувани, моето обраќање ќе го поделам во 3 дела, за кои сметам дека се суштински важни за неуспехот на оваа влада да испорача резултати. Прво, донесувањето на законот за органи на државна управа. Закон кој требаше да обезбеди реформа на системот на управа, кој требаше да ги консолидира сличните исти надлежности во рамките на институциите и кој требаше да обезбеди транспарентна, отчетна и сервисно ориентирана јавна служба во интерес на граѓаните. Но наместо тоа видовме на јавна сцена дека единствената цел на овој закон беше поделба на политичкиот плен, после изборите и коалицијски пазар за функции и ништо друго. И затоа наместо ефикасни институции добивме партиски гранапчиња во името на новоформираните министерства, а не институции кои работат во полза на граѓаните и државата. Второ, силните кадровски промаршувања во владата доведоа до колапс на системот. Дури и движење по инерција за дел од овие функционери беше невозможна мисија за остварување. Така, например, ние 2 години не научивме како му поминува работниот ден на вице-премиерот Љупчо Димовски. Иван Стојковиќ, кој патем денес го напредувате во друг, многу посериозен ресор, во 2 години, освен што функционираше како културен центар на Србија во Македонија, не видовме ништо друго. Арвен Фетаи ги напушти своите работни уврски од позицијата на која беше назначен, но до крај ги користише привилегиите на истата. Подобро државата да немаше министер за земјоделие, отколку ваков како Цветан Трипуновски, верувајте, земјоделците подобро ќе живееја. Зоран Љутков ја заборави културата и културните работници, но затоа сериозно го свати делот туризам во неговото министерство и функционираше како туристичка агенција. Во име на неспособноста ќе се мери во мерна единица Љуткови. Министерот за правда го завршува својот мандат без да научи што му беше работа овие 2 години, но затоа успешно ги сочува документите за екстрадиција на Никола Груевски. Но да бидеме честни до крај, има и такви кои соодветно си ја вршат својата работа во владата, како што е министерот за одбрана, како што е министерот за транспорт и покрај сите критики и контроверзии до некаде и министерот за внатрешни работи. Трето, по однос на новите предлози за министри, нема многу да коментирам. Верувам дека полошо од претходното едноставно не може. Но сепак оставам резерва затоа што ова е ВМРО, па се е очекувано. Очекувано е изназначувањето на Стоилковиќ за министер за локална самоуправа, со што српскиот свет во Македонија добива позиција губернатор на 80 македонски општини. За земјоделие, назначувањето на Борче Серафимовски. Со вас само ќе споделам официјална објава на Меѓународниот славјански универзитет. Вика, генералниот директор на Меѓународен славјански универзитет Борче Серафимовски беше дел од јубилејното 10-то собрание на фондацијата Руски мир, која е основана со указ од председателот на Руската федерација Владимир Путин во 2007 година. Своје обраќање имаше и патриархот Московски на цела Русија Кирил. Ние сме горда членка на НАТО. Денес сме сведоци на признание, почитувани колеги, за политички неуспех. Која владата менува министри по само 2 години,
Таа всушност признава дека не ги исполнила собствените ветувања. Но проблемот не е во имињата. Проблемот е во политиките што ги доведоа граѓаните до разочарување. Ова е реконструкција обид да се промени перцепцијата, без да се промени реалноста. Граѓаните не бараат нови фотографии од владата, тие бараат нови резултати. Не бараат нови пресконференции, бараат повисоки плати, подобро здравство, поквалитетно образование и институции што ќе работат еднакво за сите. 2 години слушаме дека следната година ќе биде подобра, но за многу граѓани подобриот живот останува само политичко ветување. Затоа денес треба јавно да кажеме дека некој мора да преземе политичка одговорност. Затоа, почитувани колеги, да кажеме отворено за младите што ја напуштаат државата, дека причината не е недостаток на љубов кон татковината, туку недостаток на перспектива. Да кажеме за предприемачите дека наместо стабилни правила добиваат неизвестност. Да кажеме за земјоделците дека наместо поддршка за нивната мака и пот добиваат политички етикетирања. Почитувани, државата не се води со политички маркетинг, не се води со свечени пресконференции, не се води со постојани оправдувања. Државата се води со визија, со одговорност и со резултати. Ако политиките беа успешни, денес немаше да разговараме за реконструкција. Ако владата беше сигурна во својата работа, немаше да бара нов политички почеток по само 2 години. Затоа ова не е приказна за реконструкција, ова е приказна за изгубени 2 години. Изгубени можности, изгубена доверба, изгубена надеж. И затоа денес пораката од оваа говорница мора да биде јасна. Македонија заслужува влада што нема да се мери според бројот на пресконференции, туку според бројот на исполнети ветувања. Заслужува институции што ќе служат на граѓаните, а не на дневната политика. Заслужува политики што ќе ги задржат младите, ќе ја поттикнат економијата и ќе ја вратат довербата во државата. Нашата задача како опозиција не е да критикуваме по секоја цена. Наша задача е да предупредиме кога политиките не даваат резултати и да бараме отчетност во име на граѓаните. Затоа оваа реконструкција нема да ја поддржиме. Не затоа што сме против промени, туку затоа што Македонија има потреба од суштински промени, а не од козметички корекции. Граѓаните заслужуваат многу повеќе од промена на министри. Тие заслужуваат промена на начинот на владење. Благодарам.